Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани раководители јавна администрација, почитувани директори на јавни предпријатија. Ја отварам 11-та седница на Совет на општина Куманово. Согласно деловникот, најпрво ја отварам расправата по записникот од 9-та седница на Совет на општина Куманово. Дали некој се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Записникот од 9-та седница на Совет на општина Куманово го ставам на гласање и усвојување. Кој е за? Да кренеме рака. Колку? 31. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека записникот е усвоен со 31 глас за. За работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што заедно со материјалите претходно ви беше доставен по електронска пошта. Дали некој се јавува во врска со предложениот дневен ред, односно дали има евентуални предлози за негово изменување или дополнување? Повели градоначалник. Благодарам, председателке. Се јавам во врска со дневниот ред како предлагач на точките кои што се носат на дневниот ред, а поврзани со воведување на втора зона за паркирање на територија на општина Куманово. Најпрво сакам да дадам кусо образложение поврзано со оваа точка на дневниот ред и зошто истата е ставена на дневниот ред пред Советот на разгледување. 2010 година на 6 мај има донесено одлука од страна на Советот за воведување на Б зона на подрачје на општина Куманово, кое што ја опфаќа и локацијата на булеварот Октомвриска револуција и сите јавни паркинзи кои што се наоѓаат на оваа локација. Сакам да напоменам дека јавен паркинг е паркинг кој што припаѓа на сите граѓани на територија на општина Куманово, без разлика кој на кое место на живење го има. И согласно претходните одлуки за формирање на јавното предпријатие, а се формирани од страна на Советот, кое што дава паркинг услуги во градот, истото има надлежност да располага и управува со ваквите паркинзи по претходна одлука на Советот. Оваа точка на дневниот ред ја ставиме по претходно барање во континуитет изминатите 5 години од страна на групи граѓани, луѓе кои што живеат на различни локации во градот, доаѓаа во општината и се жалеа и кај мене и кај надлежните служби и усмено и во писмена форма дека имаат сериозни проблеми со паркирање на своите возила на одредени локации, бидејќи јавните паркинзи се претворени во јавни пазари за коли, во паркиралишта на стари коли кои што не се користат подолго време, дека поедини граѓани паркираат по 2, 3, 4 и повеќе коли на една иста локација. Така да јас ги разбирам граѓаните се соочуваат со генералниот проблем кој што ние го имаме во градот, а тоа е недостиг на паркинг места за паркирање, бидејќи своевремено Куманово е креирано согласно урбанистичката документација град за сообраќајна инфраструктура со капацитет од 8.000 возила, а во моментов имаме над 27.000 регистрирани возила на територија на нашиот град, а од друга страна ниту урбанистички, ниту пак согласно генералниот урбанистички план постојат доволен број на локации каде што ние би можеле да изградиме нови паркиралишта и паркинг места, а да не зборувам и за лошата финансиска состојба која што имаме во градот. Успеавме да изградиме на оваа локација Октомвриска револуција во меѓувреме 3 слободни простори кои што ги допроширивме постоечките паркиралишта, една катна монтажна катна гаража од времен карактер во центарот на градот, кое што гледам дека своевремено некои што ја поддржуваа од аспект на тогашна опозиција, денеска како опозиција ја критикуваат и ја негираат, но пак ќе повторам, тоа е инвестиција која што е една од посериозните инвестиции во нашиот град, која што изградиме со некаде околу 300.000 евра, додека други градови такви исти инвестиции градат по 600-800.000 евра, бидејќи
успеавме со фирмата која што беше изведувач, тоа им беше прв проект, го крстија како пилот проект и беа многу конкурентни. И сето тоа е поврзано со паркиралиштата, но во врска со оваа конкретна точка. Ние имаме добиено барање 2020 година од група на граѓани кои што живеат на опфатот Октомвриска револуција во различни делови на градот, кое што е подпишано од Стојмановски Г. Јаху во име на група на граѓани. Потоа имаме добиено друго барање, кое што е добиено од стамбен управител Виолета Јосифовска, а се однесува исто така за неколку локации на булевар Октомвриска револуција. И последното барање, кое што го добивме, е упатено до јавното предпријатие Куманово паркинг, кое што е подпишано од сите стамбени домари кои што ги управуваат овие згради согласно Законот за домување. Стамбените домари ја имаат надлежноста и всушност они се појавуваат како баратели во име на граѓаните. Во меѓувреме, откако навлеговме во постапка и дадов задолжение на јавното предпријатие да ги разгледа можностите за да направи една сеопфатна анализа, првенствено да го сондира јавното мислење на овие локации каде што живеат овие граѓани, дали се за воведување на организирано паркирање во дел на градот кај што тие живеат и тие паркираат. Добива информација од јавното предпријатие дека истото има направено сондажа и најголем дел од граѓаните кои што живеат таму се согласуваат со воведување на без зона на паркирање на овие локации со цел да им се даде можност да ги паркираат своите возила континуирано на една локација по одредена повластена цена, додека сите други граѓани кои што ќе паркираат на оваа локација би плаќале полн износ на услугите и на тој начин би се ослободиле најголем број од паркинг местата за да можат да бидат користени за луѓето кои што првенствено живеат тука. Во моментов што се случува? Таму имаме првично голема узурпација од страна на поедини граѓани кои што живеат на тие локации кај што паркинг местата си ги имаат неовластено, незаконски, заградено, поставено столбчиња кои што се спуштаат и креваат и стојат како узурпирани, што е спротивно на законот, а од друга страна голем број на граѓани кои што живеат во соседните населби, особено во утринските часови, доаѓаат, ги паркираат своите возила на овие паркинзи, заминуваат на работа во Скопје, на други локации, повторно се враќаат во попладневните часови, ги земаат, откако ќе дојдат, значи мештаните кои што живеат тука имаат сериозен проблем да обезбедат паркинг место, или пак во попладневните часови кога доаѓаат кон градот, повторно се паркираат и повторно луѓето кои што живеат на овие локации се соочуваат со овој проблем. Единствен начин да се реши овој проблем е со воведување на беззоната. Во меѓувреме, не знам од кои мотиви, дали само од мотиви на граѓаните или од политички мотиви, во тоа не навлегував, а разговарав и со граѓаните таму, излегува на протести каде што изрично дефинираа дека не сакаа да се воведе оваа услуга. Дојдоа во општината, поразговаравме отворено на оваа тема, граѓаните добија првично образложението им беше дека цената на услуга која што јавното предпријатие ја бара од нив е превисока. Цената на услугата која што јавното предпријатие ја бара од нив е цена која што изнесува 10 денари на дневна основа по паркинг место, што апсолутно е многу пониска во однос на цената на паркирање по час. Водејќи се од аспектот дека сепак се работи за луѓе кои што живеат на тој простор и своевремено кога општината ги градела сите тие паркинзи, првенствено ги има изградено во функција на тие стамбени блокови кои што се таму поставено, а дополнително некои од стамбените блокови имаат изградено и дополнителен капацитет за паркирање во подземните простори. Ние излегуваме со предлог да таа цена биде символична и во износ од 5 денари на дневна основа, бидејќи некој мора да ги плати луѓето кои што ќе работат секојдневно од јавното предпријатие Куманово паркинг на таа локација и дополнително општината ќе има своји трошоци за одржување на истите. Граѓаните добив повратна информација дека не се служуваат и јас сакам најодговорно овде да кажам како градоначалник кој што е избран токму од тие граѓани дека јас никогаш
во рамките на моите надлежности во општината како градоначалник нема да одам против волја на сопствените граѓани. Затоа и тогаш им кажав, доколку сметате дека треба да остане постоечката состојба, бидејќи општината нема начин да го реши паркирањето, окей, нека остане, но ние повторно ќе се соочиме со истиот хаос и истите проблеми кои што ги имаме таму на тие локации, бидејќи единствен за решавање во општината на проблемите со паркирањето е јавното предпријатие Куманово паркинг. Затоа во оваа прилика јас ќе ја повлечам точката од дневниот ред, а во меѓувреме ќе дадам дополнително задолжение во рамки на моите овластувања да јавното предпријатие спроведе поединечна анкета во целиот опфат на сите стамбени згради каде што постојат вакви простори за јавно паркирање, да се анкетира секој жител во тие делови на градот лично, да се направи сеопфатна анализа колкав број на возила поседуваат граѓаните кои што живеат на тие локации, кои што се уредно регистрирани, и дополнително потоа ќе излеземе со една информација пред Советот, бидејќи ако сакаме да ги решаваме проблемите во градот, тогаш ќе треба да ги решаваме во соработка со граѓаните. Доколку го оставиме овој проблем да тлее, јас сум повеќе од сигурен дека по 2 месеци ќе добијам нови барања од групи на граѓани кои што пак изрично бараат воведување на времено паркирање на одредени локации. Точно ќе направиме анализа кој објект, која зграда, кој влез е заинтересиран за ваков тип на услуга да добива, а се работи за 5 денари дневно или за 150 денари на месечно ниво, дури и помалку, или тоа е цена на чинење на помалку од 2 кафиња, и дури тогаш ќе излеземе со една сеопфатна анализа, со едно сеопфатно објаснување пред Советот, па на крајот одлуката е на вас дали ќе ја донесете или нема да ја донесете. Секој оној кој што смета дека направил политички бенефит, дека собрал ефтини политички поени како политички субјект, носител на јавна функција, бидејќи видов дека во изминатиот период барем неколку луѓе од јавниот и политичкиот живот се јавија во јавноста да дискутираат на оваа тема и многу популистички ги поддржаа сите вакви погрешни одлуки според мене, мислам дека освен популизмот друго ништо нема да имаат бенефит од таквите нивни потези. И сакам овде јавно да упатам една порака до пратеник, кој што пред ден или два ме прозиваше за проблемот со паркирање, и да го прашам каде тој ја паркира неговата кола на улица Перо Шварц, каде што живее пред неговото живеалиште, и зошто ја паркира неговата кола пред стамбениот објект кој што е од индивидуален карактер, а живеат повеќе од 30 семејства, а не во подрумските простории каде што има обезбедено паркинг место. Значи, овде се работи за чист популизам од страна на одредени представници од политички партии. Нема да му го споменувам името, бидејќи јасно и гласно вчера или завчера излезе во јавноста и ме прашуваше, во оваа прилика сакам лично да му одговорам. Ја повлекувам точката и секако, како што реков, за мене секогаш ќе биде почитувано мислењето на граѓаните. Ви благодарам. Градоначалник, значи се повлекува точката под реден број 40. Предлог одлука за измена на режим на сообраќај, утврдување и воведување на режим на сообраќај на локалитет Водовод со воведување на зонско паркирање општина Куманово. Дали уште некој бара збор во врска со дневниот ред? Измени повели Арта? Почитуван градоначалник, почитувана председателка на Советот, почитувани советници.
почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот, почитувани советници, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани граѓани на Куманово. На име на советничката група на Демократската унија за интеграција бараме дневниот ред да се дополни со информација во врска со градскиот парк. Зошто не продолжува работата во градскиот парк? Зошто е стопирана работата? Бидејќи знаеме дека на деветата седница се усвоија дополнителни средства за да се продолжи со работата, бидејќи имаше образложение дека има недостаток на средства. Тие средства се усвоени и ме интересира мене, како и на граѓаните, зашто е стопирана работата и кога се очекува да се почне со работа тамо. Благодарам. Повели Валентина Младеновска. Почитуван градоначалник, почитувана председателка на Совет, почитувани советници, почитувани представници на јавната на општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани медиуми и најпочитувани граѓани. Сакам да предложам дополнување на дневниот ред со точка информација во која фаза е постапката за реконструкција на кровот на основното училиште Крсте Мисиков и браќа Миладиновци. Благодарам. Благодарам, Валентина Младеновска. Повели Емилија Сларидис. Почитуван градоначалник, почитувана председателка на Совет, почитувани советници, почитувана општинска администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Добар ден. Би сакала да предложам дополнителна точка на дневниот ред, односно предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за спроведување и планирање на површини за градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подрачје во граница на градежен реон на град Куманово. Оваа точка барам да биде по редоследот кој што следува по донесување на деталните урбанистички планови. Благодарам. Благодарам, раководителке. Дали уште некој друг бара збор во врска со дневен повели Мендосани? Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани советници, Ајде. Барам информација како точка на дневниот ред за село Романовце, информација за канализација и проектот за водовод. Дали уште некој бара збор? Ве молам без доврлување, градоначалник. Значи, дали уште некој бара збор за измена и дополнување на дневниот ред? Не? Да поминеме на пауза за 5 минути пауза.
Океј, може. Продолжуваме со седницата. Да поминеме на гласање, односно изјаснување за дополнителните. Се извинувам, може ли да има малку тишина во врска со дополнителните предложени точки? Првата точка беше од Арта Мехмети Адеми, информација во врска со градскиот парк. Повелете да се изјасниме кој е за да ја усвоиме ова точка. Констатирам дека со 31 глас за усвоена ова точка како дополна на дневниот ред. Повелете да се изјасниме во врска со предложената точка од Валентина Младеновска, информација во врска во која фаза е реконструкција на кровот на Основно училиште Крсте Мисирков и браќа Миладиновци. Кој е за? Констатирам дека со 31 глас за усвоена е и ова дополнена точка. Одиме по трета точка, предложена предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за спроведување на планирање на површини на градење со намена А2 на парцели лоцирани вон централно градско подржје во граница на градежен реон на град Куманово. Кој е за? Гласа. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека оваа точка нема да влезе во дневниот ред, затоа што има 14 за, 15 против и 1 се извинувам. Повели? Почитувани колеги советници, добар ден. Почитувани граѓани, почитувани градоначалник, почитувани директори на јавните предпријатија, почитувани граѓани. Барам поединечно изјаснување по ова предлог точка. Бидејќи тоа што не сум сигурен, барам поединечно изјаснување. Имам право. Тричковиќ, дали имаш подршка од 5 советници? Има. Значи, пауза од 5 минути. Ги замолувам службите да пребројат колку имаме, дали имаме кворум за работа. Недоволни за продолжување на седница. Колеги, ви известувам дека седницата ќе продолжи утре во 10 часот. Нема процедурално, немате право на процедурално. Ја затварам седницата.